Нема потреба од загриженост. Газ ке има без разлика од каде ке се набави. Министерката за енергетика Сања Божиновска смирува откако Европската унија одлучи да го забрани увозот на руски газ во ЕУ од 1 јануари. Оваа одлука го вклучува и транзитот на таа енергија низ Европската унија до трети земји. Регулативата на ставање крај на зависноста од руската енергија со целосна забрана ке стапи на сила од јануари 2028 година. При тоа ќе продолжат да важат постоечките краткорочни договори склучени пред 17 јуни годинава, кои ќе се спроведуваат до јуни до година, а долгорочните договори до 1 јануари 2028 година. Министерката за енергетика Сања Божиновска вели дека Македонија нема да претрпи многу, бидејќи нема голема потрошувачка. Дополнително, изградбата на интерконекторот со Грција треба да придонесе Македонија да се снабдува со количини газ од друго потекло. Македонија троши 500.000 метри кубни, која не е многу голема количина. Што се однесува за втората од 1.1.2027, тука веќе ние работиме на гасоводот со Грција, до тогаш би требало да е готов и мислам дека нема да има проблем, бидејќи тоа ќе се решава на европско ниво, значи на ниво на ЕУ, сите тие што нема да можат и ќе треба да бараат алтернативи, ќе има во Брисел разговори и ќе се пронајде алтернативно решение секако. Европската унија не само што им наложува на државите да ги раскинат договорите кои важат по 2028 година, туку предвидува и дополнителен мониторинг за да се спречи влез на руски газ во ЕУ. Србија веќе негодува дека државата се наоѓа во незавидна ситуација по ваквата одлука. Тамошната министерка за енергетика Дубравка Гедовиќ-Кандановиќ соопшти дека Србија е во многу тешка и речиси безнадежна ситуација. Таа рече дека Бугарија нема да дозволи проток на руски газ преку гасоводот Балкански тек, што значително ќе и наштети на Србија. Државата е зависна од увоз на газ од Русија, од каде што задоволува повеќе од 80% од своите енергетски потреби. Во последните 4 години од стартот на руската инвазија на Украина, Европската унија речиси целосно ја прекина својата зависност од руските енергетски извори. Беше забранет увозот на руска нафта, јаглен и поголем дел од газот.